Добро вечер за сите кои сте на YouTube каналот на М телевизија. Почнувајќи од денеска, секој петок во 20 часот, премиерно ќе можете да ја следите анализата на неделата со мене, Емилија Гелева. Ќе ве водам низ лавиринтите на геополитичките случувања во светот, со цел да биде јасно каде и кон што оди Македонија, односно дали тие што ја водат домашната и надворешната политика, ја водат и државата во вистинска и правилна насока. За почеток, имајќи предвид дека сме во пресрет на 2024 година, мислам дека е интересно да се погледне целокупната слика на светот и главните геополитички трендови. Генерално земено, живееме во период на транзиција во нов, мултиполарен, наспроти стариот западен униполарен свет, со целосна спротивставеност на учесниците на тие два света. Во тоа на крајот на ноември директно можеше да се увери и македонската јавност при одржувањето во Скопје на 30-тиот министерски совет на ОПСЕ, Организацијата за европска безбедност и соработка. Начинот на кој се одржа овој состанок со почетна неизвестност дали ќе му биде дозволено на Сергеј Лавров да присуствува на состанокот како министер за надворешни работи на Русија, земја која е членка и еден од основачите на ОПСЕ, како и резултатите што се постигнаа, односно не се постигнаа, покажа дека светот повеќе не е под превласт на Западот и дека мултилатералните структури на тој досегашен западен униполарен систем се во сериозна криза. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен и Сергеј Лавров во Скопје намерно или ненамерно се разминаа, но се разминаа и ставовите на САД и на Русија за актуелните геополитички случувања, за состојбата и иднината на ОПСЕ, за случувањата во Украина и на Балканот. Блинкен беше на лидерската неформална вечера на ОПСЕ и замина за Израел, а Лавров одржа долг говор на пленарната седница на Министерскиот совет, што беше бойкотиран од дел од делегациите. Во оваа смисла, според Лавров, сегашните случувања во светот го доведуваат во прашање функционирањето на ОПСЕ како форум за објективно решавање на глобалните проблеми и го подкопуваат принципот на еднакви права на сите учесници. Тој рече дека самите иницијатори на оваа идеја ја убиваат ОПСЕ, бидејќи ОПСЕ станал анекс на НАТО и ЕУ. Лавров оцени дека Западот деструктивно делува и не ги почитува носечките начала на ОПСЕ, поради што нејзините перспективи се нејасни. Но ваквото влијание на НАТО и ЕУ, односно на САД, не е карактеристично само за ОПСЕ, туку и за речиси сите други структури на така наречената светска влада, назив со кој Западот сака на светот да му ги наметне разните институции што ги создал заради владење на светот. Видовме дека така функционираат Светската здравствена организација, Светската трговска организација и безброј други агенции, регионални здружувања, наречени иницијативи и слично, кои всушност се подчинети на овие организации и нивните регулативи. Уште се свежи сеќавањата од периодот на ковид кризата, кога сите држави во светот мораа да ги спроведуваат апсолутистичките директиви на овие тела на светската влада. Што се однесува до ОПСЕ, ние овде во Македонија исто така се уште живо се сеќаваме дека на сите фалсификувани избори со кои на власт се инсталираа послушници и извршители на туѓите агенди против Македонија, посматрачите на ОПСЕ безрезервно и брзо им даваа легитимитет како регуларни, што ја потврдува тезата дека во ОПСЕ доминираат западни интереси, а не објективност. Или во Европа, например. Добро е познато американското купување на големите европски конзорциуми за воена индустрија и за многу други набавки кои водат кон американизација на европските компании за оружје и следствено маргинализацијата на Европа во воена смисла. За тој процес во голема мера помага токму НАТО како американски инструмент. Според сценарио на САД, Европа се соочува и со економски тешкоти поради блокирањето на енергетското снабдување на Европа во Балтичкото море,
Наскоро ќе биде во Украина, чии гасоводи веќе нема да испорачуваат ништо на Унгарија, Австрија или Словачка во наредните месеци. Најверојатно ќе биде и во Турција, што се должи на неможност за развој на гасни полиња во Левантот со оглед на израелско-палестинската криза, чии последици ќе бидат видливи на долг, па дури и на многу долг рок. Ваквите негативни прекуокеански влијанија во европските држави не се случајни и се должат на долгогодишното инсталирање политичари на власт, формирани или подобро кажано деформирани во институти од другата страна на Атлантикот, млади глобални лидери во Шпанија, Франција, Италија, Финска и на други места, кои применуваат политики диаметрално спротивставени на интересите на нивните народи. Претворањето на ЕУ и НАТО во алатки на САД за одржување на американското владење на меѓународната сцена очигледно придонесе за зголемување на јазот и подвојноста со другите меѓународни субјекти. Интересно, на големата поделеност на светот укажа и 53-тиот форум во Давос, што се одржа во јануари годинава, на тема Соработка во распарчен свет. Ова е прв пат организација со седиште на Запад, што ја представува западната цивилизација, да спомене фрагментиран свет. Повеќето анализи покажуваат дека поделеноста и расцепканоста се зголемуваат од ден на ден. Оваа година мултиполарноста доби дополнително структурирање во БРИКС, во 10-члена организација. Аргентина, која беше 11-та и која што неодамна се приклучи на оваа организација, беше на брзина одстранета од тамошниот новоинсталиран глобалистички председател Хавиер Маји. Како и да е, ерата кога моќта беше акумулирана до максимален степен само во американско центрираниот поредок на западната цивилизација, сега е завршена. Мултинационален, мултирелигиозен, мултикултурен, мултицентричен, мултицивилизацијски национален БРИКС е најасен пример за тоа. БРИКС е структура која многу се разликува од западниот хегемонистички систем со механизмот за одлучување без лидер и диалог меѓу еднаквите. БРИКС никогаш нема да биде антизападен, туку ќе биде градител на незападен свет и агенда. Денес, најголемиот демографски и економски дел од фрагментираната структура на нашата планета е токму формирањето на БРИКС. Проширувањето на БРИКС со себе донесе многу можности и предизвици, а оваа експанзија беше неизбежна. Сваќајќи ја оваа вистина и духот на времето, лидерите на БРИКС ги вклучија исламската цивилизација и земјите од Блискиот Исток, меѓу оние кои ќе ја градат иднината. Така, групата БРИКС го зазеде своето место на светската сцена без експлоатација, колонизација, поробување и геноцид, за разлика од она што го правеа САД и земјите од ЕУ во минатото. Во 2024 година 10-члената структура на БРИКС ќе покрива околу 47% од светското население, 32% од светската копнена маса, 37% од светската економија според паритет на куповната моќ, 38% од светското индустриско производство, 25% од светската трговија со стоки и ќе држи 45% од производството на нафта и 44% од светските резерви на нафта. Денес, земјите од БРИКС сочинуваат 38% од глобалното индустриско производство, додека САД може да произведат само 17%. Освен тоа, земјите од БРИКС се регионални хегемони со нивните огромни трошоци за одбрана и армии, а нивниот потенцијал за глобално влијание исто така расте. БРИКС е на пат кон создавање висока култура заснована на традиција и етика надвор од Запад. Впрочем, БРИКС е организација која успеа да ги обедини земјите со многу различни проблеми, интереси и конфликти едни со други. Со таков успех не треба да заборавиме дека секоја од земјите на БРИКС има посебна цел, посебен модел, посебна визија и посебна улога. Ова е сојуз
на цивилизации кои се идеолошки, економски, културолошки, политички, религиозно, етнички и цивилизацијски различни. Оваа джиновска цивилизацијска организација вклучува кинеска, индиска, руска, латинска, африканска и исламска цивилизација. Ова е најсилната демократска и егалитарна структура на полицентрично мултицивилизацијскиот свет на 21. век. Оваа структура не е антизападна, но е незападен ентитет. БРИКС не го предизвикува Западот затоа што е миролюбива и конструктивна сила и представува платформа за меѓународна соработка со антиконфликтна мисија и визија која функционира врз основа на помирување. Сегашната криза во сферата на меѓународните односи и меѓународната безбедност е поврзана не само со социоекономските и демографските процеси, конкуренцијата за ресурси, пазари и трговски патишта. Таа се заснова пред се на процеси кои имаат духовна природа и вредносна димензија. Денес е непобитно дека се случи критична пресвртница во развојот на западната цивилизација, која се уште е убедена дека е светски хегемон. Хуманистичките принципи на стара Европа, отелотворени во слоганот на Француската револуција «Слобода, еднаквост, братство» и религиозните идеали на пуританската стара Америка, останаа во минатото. На нивно место стана јасно видлива доминацијата на антихристијанските, пеколните, деструктивни принципи. На урнатините на христијанскиот Запад се појави агресивна антицивилизација која проповеда своја ексклузивност, сметајќи се себе си за расцутена градина, а остатокот од светот за џунгла. Оваа антицивилизација бара нејзино обожавање и ги презира сите други цивилизации, ги уништува религијата, семејството и моралот, наметнува целосно обединување на светот, барајќи заклетва врз изопачени теории и правила. Во модерната западна антицивилизација идеите за честноста и пристојноста, за вредноста на правото, договорот и обврските се изгубени. Дали е можно да се изгради економска соработка со општество за кое кражбата стана норма, а концептите како честноста и деловната репутација се целосно изгубени? Дефинитивно е неможно да се градат меѓународна соработка и политички договори со општество каде што циничните лаѓи на шефовите на држави се сметаат за норма, а тие не се двоумат да го соопштат тоа на целиот свет. Принципот на лаги, измамнички игри, уцени и притисоци за остварувањето на целите е единствениот манир на делување на така наречениот Запад, со кој неолибералните атлантисти од САД и ЕУ го ремоделираа светот, надевајќи се дека целосно ќе го завладеат. Распаѓањето на Источниот блок, распаѓањето на Југославија, например, се проекти планирани теоретски и спроведувани со двојни игри на терен по 3-4 децении. Го измамија еден Горбачов, уште додека му даваа разни ветувања или божем се договараа со него. Бившата германска канцеларка Меркел призна дека така наречениот договор од Минск бил само мамка за да добијат во време да ја подготват Украина за војна со Русија. Има безброј такви примери. Лаги и измамнички игри се изнаслушавме и истрпивме и ние последниве 30 години од осамостојувањето на Македонија, од многу западни политички штрафчиња, а некадарните што продадени, што исплашани домашни извршители, демек политичари. Македонија ја доведоа до работ на амбисот и покрај волјата на македонскиот народ, јасно искажана на двата референдуми, на референдумот за независност од 8 септември 1991 година и на референдумот против промена на името заради членство во НАТО и Европска Унија од 30 септември 2018 година. И наместо, уште кога Комисијата на Бадентер во 1991 година препорача дека само Македонија и Словенија, Македонија, внимавајте, беше прва во таа препорака. Наместо Европската Унија да почнеше преговори со Македонија, таа почна во континуитет цели 33 години да измислува нови и нови услови,
неприменети за ниту една друга земја кандидат. Епилогот од верувањето во ветувањата на европските политичари за светла иднина во Европската унија, па и во НАТО, е дека Македонија се уште тапка во место со сменато име, јазик и идентитет. А Европската унија и САД безпризорно и ден денес ја уценуваат Македонија и посебно македонскиот народ. Еве и вчера ни порачаа од Брисел, ако не го смените уставот за да вметнете бугари во него, нема почеток на преговори. Кој им го дал правото за такво однесување кон еден народ? Колективниот Запад, обидувајќи се да ја задржи својата хегемонија, поттикнува конфликти во други земји и региони, носејќи глад, смрт и војна на сите страни на светот. И конечно, Западот ја уништува самата идеја за човекот како круна на создавањето, создадена по образ и подобие Божјо. Се обидува да го уништи единството на човечкиот род преку експерименти врз човечката природа, радикалниот трансхуманизам, врвните глобалисти се во нова трка, а на супер луѓе, за кои сите останати се биоѓубре, биолошки материјал. Неморалот, себичноста, култот на профитот и култот на супериорноста, спротивно на идеалите на христијанството и на етичките основи на сите светски религии, се длабоко вкоренети во сегашната западна свест. Владеачката класа на Запад тргна на пат кој на крајот води до деградација и смрт на целото човештво. Дали има алтернатива за ова катастрофално сценарио? Да. Процесот на формирање на таква коалиција на цивилизации сега се одвива со забрзано темпо. Веќе денес БРИКС во својот проширен состав обединува представници на сите големи цивилизацијски светови, руски, кинески, индиски, ирански, латиноамерикански, арапско-исламски, африкански. Основните вредности се манифестираат преку концепти како што се вера, правда, мир, култура, национални традиции, слобода, но ограничена со морална одговорност. Сето тоа е отелотворено во такви квалитети и особини од национален карактер, како што се личниот и јавниот морал, достоинството на секој човек, честноста, совесноста, придржувањето кон моралниот принцип во душата, патриотизмот, солидарноста, милоста, способноста за самоограничување и жртвување, одбивање на консумеристички однос кон другите и кон околниот свет. Наспроти, менталната, културната, а сега и воената агресија на глобалистите, цивилизациите на Русија, Кина, Индија, Латинска Америка, Африка и исламскиот свет прават обиди да ги одбранат своите идеали и вредности. При тоа, доследно инсистирајќи на принципот на еднаквост на државите, почитување на суверенитетот и легитимните интереси, како и за конструктивен, мултилатерален диалог кој доколку е неможен во постојните, тогаш ќе се одвива во нови мултилатерални поврзувања. За крај, можеби така требаше да биде. 30-тиот министерски состанок на ОПСЕ да се одржи во македонскиот главен град Скопје, токму со цел да го покаже основниот дуел меѓу различните цивилизации, зашто се знае дека Македонија како географски простор од секогаш била на крстопат меѓу овие два цивилизацијски светогледа, но и мост за нивно поврзување. Тоа, како што е познато, беше целта и мисијата и на Александар Македонски, да го поврзе светот во својата разновидност, да ги сочува светлите вредности и традиции на народите. Затоа не е сеедно што денешните генерации и во Македонија ќе им оставиме како наследство на нашите поколенија. Размислете добро и не плашете се да ги отфрлите насилно наметнатите лажни вредности. Се гледаме наредниот петок.